Во завршна фаза е реконструкцијата на двата краци. Веќе се споени улиците 11 октомври и 11 ноември над градската џамија. Поврзувањето на овие улици во центарот на градот е со цел да се намали сообраќајниот метеж. Останува уште да се доуреди паркинг просторот, мини паркот и тротоарите. Новата улица е во должина од 310 метри, а незината реконструкција општината ја чини над 4 милиони денари. Кумановци кои што живеат во овој дел од градот за Телевизија Плюс раскажаа дека се задоволни што конечно е отворена улицата, која што ги спојува општините Куманово и Липково. Дел од дуќанџиите се надеваат и дека на овој начин ќе се зголеми нивната работа. Ова улица 100 години што е затворена пред Југославија кад беше. Фала Богу што го отвори Максим градоначалник да живее 100 години, што го отвори пат и го метеже сообраќај многу убаво сега, никад нема да биде боле. Добре, овој. Како што е било, супер е. Очекувате ли да се помогне и на вашата дејност сега, ќе може повеќе луѓе да минуваат тука? Па мислиме дека очекуваме, ми чекаме тој повише се отворено пут и можда има повише промет. Ние сме благодарни многу за ова улица. Значи, многу е добро дека слепа улица не беше, а сега е добра. Од општината посочуваат дека со пробивање на оваа улица е решен повеќе децениски проблем за граѓаните кои гравитираат меѓу двете општини. Нагласуваат дека инвестициите продолжуваат со цел намалување на сообраќајниот метеж. Се уште не се довршени тротоарите, при крај изведбата и на самите тротоари ќе биде завршен и паркот, се планира уште еден дел тука, дел од паркингот да бидат поставени некои клупи така да можат граѓаните да седат и да уживат во овој дел од градот. Очекуваме дека во негде во месец септември, октомври, кога ќе биде дозволено и садење на дрвја, заедно со екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило да извршиме пошумување и поставување на дрвореди токму на овој дел на градот, бидејќи сега кога граѓаните имаат направена улица, проводни тротоари, тоа е главното нивно барање. Пред започнување на градежните работи беа отстранети времените објекти, бараки кои ни за години се наоѓаа на овој дел. Најголем дел од објектите беа во сопственост на јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор.